Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Како дел од сценариото на вкусот на традицијата жаре беше и испитување, истражување на туѓите култури и традиции. Воедно, едно од најубавите патувања, поврзано е секако и со гастромак и со вкусот на традицијата. И двете професии изискуваат многу патувања. Да почнем, например, од Бразил. Бразил беше во склоп на вкусот на традицијата како проект со Министерството за култура. Ја истражував бразилската традиционална кујна. Моја домаќинка беше Глаусија Родригес, која што е жена посветена на духовниот живот, која што цел свој живот истражувала за Македонија. Католик, претпоставам. Да, и она е воедно многу духовно насочена и сака преку традициите, преку ората, песните, храната, да ги поврзе сите луѓе од светот. Имав можност да ми ги отворат вратите, каде што домородците во Салвадор, Баија, каде што ја готват традиционалната бразилска кујна каруру. Што е тоа? Тоа е храна која што потекнува од самото доаѓање на африканците во Салвадор, каде што со таа храна го повикуваат Бога да им даде мирно море, мирен океан да им даде, затоа што тука живеат покрај океанот. И после таа храна ја делат на сиромашните луѓе во сателитите, тоа се населби каде што владе дрогата, криминалот и така натаму, каде што вообичаено не можете нормално да отидете, да го посетите, не препорачуваат, затоа што е опасно. Така е ви во Баија, кога отидов во Салвадор, поминувате неколку обезбедувања за да стигнете до куќата на вашата домаќинка. Таму се собираат сите жени преку молитвени песни, ги готват јадењата. Едно од најпознатите, например, сарма од палмин лист со ракчиња. И ја виткаат исто како и ние што правиме нашата сарма. И велат дека става духовен зачин внатре, имат нивни специјални зачини. Понатаму прават специјалитети многу интересни од скапани банани. Бананите тоа се специјалитетите од Амазонија. Добро. Јас имав и таква чест да бидам токму со тие домородци индијанци значи, од Амазонија. Значи, им стане црна бананата, они не се гадат или не знам што? Не, напротив, го прават најубавиот специјалитет и најстариот традиционален рецепт. Скапаната банана ја пасираат, претходно пржат кромит, лук и ја стават бананата во кромидот и во лукот. Да, тоа им е свечено јадење во Амазонија, свечено јадење. За посебни пригоди? За посебни, така, кога сакат некого да угостат, кога ќе им дојде на гости. И друго нешто се става или само ова, кромичо, лучо, бананата пасирана? Само тоа, да, они имаат, не користат класични зачини, туку користат се она што го има во џунглата, како тревка, како растени од дрвото. А не да речем оригано или? Не, такви зачини немаат. Не само главен напиток им е чајот. Так. И се што е поврзано нели со бананата. Добро, и мене ми е чајот, напиток до душа. Да.